со задоволство денес во утринска на Телма ќе најавиме нешто кое што не очекува на средината на месец март. Тоа е новото или 27-то издание на маратонот Шри Чинмој. Еве еден мал вовед накратко пред да представам мојата гостинка со која што малку подетално ќе зборуваме за овогодишниот маратон или овој 27-ми поред. Само накратко ќе споменам дека маратонот е насловен по индискиот духовен учител кој што бил и писател, уметник и промотор на мирот и спортот. Инаку неговото учење се заснувало на идејата дека човекот може да напредува духовно преку медитација, физичката активност исто како трчањето помага во личниот развој и дека вистинскиот успех е надминување на самиот себе, а не победа над другите, што верувам дека се заснова и на самиот маратон. Се извинувам. Она кое што исто така можеме да го споменеме за Шри Чинмој е дека е автор на јадници песни, книги и поеми, бил сликар, организатор на мировни концерти и многу други работи кои што водат кон истото или истата порака, а тоа е, се разбира, внатрешниот мир и хармонијата меѓу луѓето. Тоа е и поентата на овој маратон во кој што може да учествуваат оние кои што сакаат да се надминат себе си, но истовремено да се направи една дружба, социализација, а што е најважно да се биде физички активен. Даниела Матевска е моја гостинка од атлетскиот клуб Шри Чинмој, која што ќе малку подетално не информира за овој 27-ми поред маратон. Даниела, добро утро и добро ни дојде. Добро утро и ве благодарам за издвоеното време. Да се напијам вода. Во ова време ете малку и гласот попушта, но како и да е добро и подготвени да продолжиме. Верувам се е подготвено за овој 27-ми поред маратон. Со оглед на бројката, веројатно искуството веќе го имате, се е познато и може малку подетално за часот, нели, времетрењето и од каде до каде ќе се трча и колку учесници има до сега пријавено, дали се уште трае пријавувањето? Пријавувањето веќе е завршено. Оваа година предвидените места се пополнија пред предвидениот рок за пријавување, така што веќе се пријавени 300 учесници од 28 земји. Покрај балканските земји имаме учесници од повеќето европски земји, како Италија, Франција, Германија, Естонија, скандинавските земји, Шведска, Данска, Норвешка, па дури од Ирска, Обединетото кралство, Соединетите американски држави, дури и земји како Аргентина, Кипар и Тајван. Значи, да, настанот има меѓународен карактер, така што освен промоција на здравиот начин на живот, со овие настани се овозможува и промоција и развој на спортскиот туризам, како и меѓународна промоција на Скопје и на локалната економија, а воедно е вклучена и заедницата, бидејќи Шри Чинмој трките се реализираат со 100% волонтерски персонал, односно сите учесници само иницијативно се вклучуваат во организација и реализација. Сега оваа година значи го имаме 27-то издание, така што се одржува по 27-ми пат и оваа година ќе се одржи на 15 март во градски парк Скопје, при што се состои настанот од 3 трки, маратон или 42,2 км, полумаратон или 21,1 км и трка на 10 км. Она кое што нели секој го има како свој собствен мотив за трчање, пред се верувам оние кои што и редовно си трчаат го знаат бенефитот по нивното здравје. Надпреварувачкиот дух може да биде присутен, но не е неопходен, а исто така и наградата која меѓу другото е некаков показател дека ете сме направиле нешто добро, па ако зборуваме за награден фонд, дали постои такво нешто во склоп на овој маратон и подетално е ти за тоа? Значи, овој маратон е некомерцијална трка, значи без ниеден спонзор, така што нема финансиски поттик за учесниците, меѓутоа како признание за постигнатиот успех и вложениот труд, победниците добиваат пехар и медал и диплома, при што се прогласуваат победници во генерален пласман, меѓутоа и во возрастни категории од 50 до 59, 60 до 69 и над 70 години, додека сите финишери добиваат медал и диплома. Карактеристично за овој настан е тоа што се организира значи во духот, како што спомнавте, на себе надминување. Да. Тоа е како главна цел на филозофијата на основачот, Шри Чинмој, што значи дека кога се работи за себе надминување, не се надпреваруваме со другите или со остатокот од светот, се надпреваруваме со сами себе. Да. На тој начин ги надминуваме претходните наши постигнувања, а со тоа и нашите ограничувања. Секогаш кога имаме некое себе надминување на било кој поле во животот, тоа ни носи пред се исполнување и радост. Па така како
наша најголема мотивација, да кажеме, е тоа што кога ќе ги видиме срекните лица на учесниците таму кои што се себе надминале, тоа е навистина незаменливо. Да, и нормално е да биде чувството такво, со оглед на тоа што да ги надминеме другите, можеби е полесно, а да се надминеме себе си, еве дали да го употребам терминот потешко или помотивирачки, попредизвикувачки, да се надминеме себе си, поточно да ги поместиме нашите граници, тоа кое што дотогаш сме го постигнали, а кога ќе постигнеме пак таков успех, некако тоа е непроценливо и се забележува, се разбира и по расположението и по лицата на оние кои што учествувале во маратонот. Себе надминување е на вистина голема и широка тема, ако зборуваме и за индивидуален пристап, но и за колективен. Шри Чинмој доволно зборувал за тоа и оставил некоја знаење и информации кои што се достапни, но ваквиот маратон некако го продолжува тоа значење и не подсетува всушност на тоа. И токму за себе надминувањето имате и 24 часовна трка. Да. И тоа можеме да го споменеме, како и на кој начин се организира оваа трка, кога ќе биде исто? Како што себе надминувањето нема крај, така и нашиот напредок нема крај, па сите оние кои што сакаат да отидат над маратон, затоа го организираме единствениот уличен ултрамаратон во Македонија. Тоа е 24 часовната трка. Оваа година ќе се одржи на 30 и 31 мај и тоа ќе биде нејзино трето издание. Тој настан се состои од 4 трки, 24 часовна трка, 12 часовна трка, 6 часовна трка и полноќен маратон. Концептот на тој настан е малку поинаков. Во 8 часот наутро во сабота започнуваат заедно 24 часовната и 6 часовната трка. Тековно ќе заврши 6 часовната трка, потоа во 8 часот вечерта, односно 20 часот, започнува 12 часовната трка. На полнок започнува полноќниот маратон и следниот ден во 8 часот наутро во недела завршуваат заедно 12 часовната и 24 часовната трка. Оваа трка се одвива на истата патека во градски парк. Патеката започнува во непосредна близина на Луна паркот и кружи околу Тартан патеката и езерцето. Се работи за кружна патека со должина од 1738 метри. Тоа исто така значи дека учесниците имаат освежителна станица на помалку од 2 километри, што на пример за маратонците значи 24 освежителни станици, за полумаратонците 12, за учесниците на трката на 6 километри тоа се 6 освежителни станици, се со цел за максимална поддршка на учесниците за време на трката. Патеката значи иста за маратонот и за ултрамаратонот, при тоа има меѓународен сертификат и трите трки на маратонот и 4 трки на ултрамаратонот. Со тоа што 24 часовната трка покрај меѓународниот сертификат има и бронзена ознака од Меѓународната асоциација на ултратркачи, така што сите резултати постигнати на настанот се меѓународно признати, а и понатаму може да се користат за рангирање, за избор на тимови, се според правилата на Меѓународната асоциација на ултратркачи и светска атлетика. Да, со оглед на тоа што се работи за ултрамаратон и што е малку поинтензивно, веројатно би требало да се верувам у некои што ќе се пријават физички подготвени, кондициски, пред се, но дали постојат критериуми во однос на пријавувањето и со оглед на тоа што рековме дека е до крајот на мај отворена понудата, односно повикот за пријавување, верувам дека трае и дека оние кои што ќе сакаат ќе може да се пријават. Да. Пријавувањето за 24 часовната трка е во тек, веќе има 18 пријавени од 5 земји. На таа трка, иако звучи доста захтевно, сепак може секој да учествува. Значи, единствено постои возрастна граница од 18 години и секој постар од 18 години може да учествува, при што не е потребно претходно искуство на некој сличен настан. Така што ние навистина би сакале сите да ги охрабриме да се пријават, бидејќи на таа трка секој учесник има своја стратегија, односно претежно учесниците комбинираат трчање, одење и одмор. Бидејќи се работи за подолг временски период, секој во склад нормално со својот капацитет. И ние би сакале сите да ги охрабриме, бидејќи еве на пример кој што не успел да се пријави на време за Шри Чинмој маратонот, може да се пријави за полноќниот маратон во склоп на 24 часовната трка, бидејќи таму ограничувањето за маратонот е 8 часа, што е период доволен за со нормално пешачење да се изоди тој маратон, како еден дополнителен поттик или уверување дека навистина секој може, доколку се обиде нормално. Да. Позитивен пример дека навистина се може доколку се сака. Точно.
И на таа трка, како што рековме, значи се комбинира одење, пешачење и трчање, секој во склад со својот капацитет. Меѓутоа на таа трка е исто така постигнат и рекорд на најголема помината дистанца на трка, на официјална трка во Македонија. Минатата година Анести Барбутис од Грција помина 191 км на 24 часовната трка. Да. Ете, и тоа е еден добар и позитивен пример и некако дополнителна мотивација за оние кои што ќе сакаат да учествуваат. А фасцинантно е тоа што споминавте повеќе гостувања, односно пријавувања од странски државјани, поточно од повеќе земји. Тоа покажува на самата популарност на овој маратон, но веројатно и вашата улога во истото. Како и на кој начин дознаваат тие странски спортисти, рекреативци, оние кои што сакаат да учествуваат на маратонот за овој маратон, или како дознале, може малку да се вратиме и во минатото, како би биле меѓу првите кои што се пријавени, значи не само од кај нас, туку и од странство? Па јас претпоставувам преку нашата веб страница shricinmoiraces.mk, бидејќи таму ги има сите податоци и сите информации достапни и на македонски и на англиски јазик, и претпоставувам дека е од веб страницата. Бројот на странски учесници се зголемува од година во година, што најверојатно тоа се шири меѓу самите тркачи, бидејќи тоа е една заедница каде што се споделуваат искуства. Така да претежно мислам дека се работи за информација од веб страницата и споделени искуства од претходни учесници. Да. Од оно кој што го прочитав, ќе ми потврдите дали е така, вакви маратони се одржуваат и во Европа, и во Соединетите Американски држави, и во Австралија. Токму маратонот Шри Чин Мој, што значи дека ова е и на глобално ниво. Да. Шри Чин Мој маратон тимот е основан од Шри Чин Мој во 64-та година во Њујорк како еден почеток, меѓутоа потоа постои основан во 64 други земји во светот, така што навистина на глобално ниво се организираат тие Шри Чин Мој трки со истата цел за себе надминување. Бидејќи мора од некаде да се почне, меѓутоа тоа е цел која што навистина нема крај и како што и самиот Шри Чин Мој во текот на неговиот живот ги организирал сите тие најразлични активности, како изложби, концерти и сето тоа, се за подигнување на свеста и инспирирање на луѓето и навистина не радува што е се позастапено и на глобално ниво. Да, и верувам дека исто така и овој маратон наскоро на 15 март, како и 24 часовната трка која што ќе биде на крајот на мај, ќе бидат успешни и исто така доста посетени од страна на оние кои што ќе учествуваат, како би го зголемиле дополнително интересот и популарноста, а со една главна цел, тоа е таа психофизичка подготвеност, но и она чувство на внатрешен мир, бидејќи точно добро знаеме како се чувствуваме кога реализираме некаков спорт, а најчесто тоа е и трчањето. Данила, ќе го искористам времето кое што го имаме уште малку на располагање, да се запознаеме и со работата на атлетскиот клуб Шри Чин Мој, освен во организацијата на маратонот, што е она кое што друго го прави клубот и доколку некој кој што не гледа е заинтересиран, дали постои простор, можност, начин да биде дел од клубот, како тоа функционира? Да, клубот како воопшто секој атлетски клуб има членови кои што само иницијативно се учествуваат на своји трки. Во последно време ние сме повеќе како вклучени во организација на трките, а помалку се учествува на други настани и се трудиме да ја подобриме организацијата на трки. Меѓутоа сепак учествуваме и на други настани, клубот е отворен, секој кој сака може да не контактира. Се работи за една група на ентузијасти кои што ги исполнува тоа што го прават очигледно. Да, одлично. Мило ми е што е така и еве што имавме можност да го најавиме и овој 27-ми Шри Чин Мој маратон. Некако и во минатото ја имаме оваа комуникација и можност да ги информираме гледачите за активностите, но и за овие маратони и верувам дека ќе продолжи оваа традиција со уште поголем интерес и учесници како од кај нас, така и од странство, да ја расшириме заедно пораката која што апсолутно не е неопходна во времето во кое што живееме. Благодарам, Данила, за гостувањето.